Денеска се собравме овде во Прилеп за да разговараме зошто Павле е одново најмлад во кади да се појавиме во меѓу нас колегите. Меѓутоа тоа веќе не е ниту смешно, станува огромен проблем за нас и е главна хипотеза по која се водиме како синдикат изминативе неколку години. Ако изминатава деценија разговаравме постојано за тоа како да засилиме нашата безбедност, се изборивме за измени во кривичниот законник да нападите врз новинарите да бидат напади врз службени лица, како што бараме почитување на етичкиот кодекс и да издигнеме на едно ново ниво нашата професионалноста на нашата работа, така веќе изминатиот период и овие неколку години ние постојано сме исправени пред предизвикот, а тоа е безбедноста на нашата екзистенција. Нешто преку кое веќе не можеме да поминеме и кое не може да се пренабрегне туку така. Цела година самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници потроши квалитетно време да го посети секој град, секоја медиумска заедница, локална и регионална, и за волја на вистината, но и на голема наша жалост доаѓаме до фрапантни заклучоци. Во десетина градови се во информацијски мрак. Значи, ние немаме теми локални за кои се известува. Немаме локални медиуми, немаме дописници, немаме мрежи цели кои згаснаа. Низ призма на бројки над 375.000 наши граѓани се оставени без информации од локални теми или во повеќе од 20 општини. Сето тоа се должи на нашата професија која освен што е десеткувана, неплатена, веќе никој ниту сака да партиципира во неа. Затоа си дадовме задача да смогнеме сили како да ги надминеме овие состојби. Документот кој денеска ќе го презентираме се согласивме да се вика манифест на локалните новинари и медиумски работници за подобрување за условите за работа. Од која точка да почнам нема да ви биде страна, затоа што овој документ произлегува токму од вас, локалните и регионалните медиумски работници, и од вашето секојдневие. Само би ги навестил работите за кои ќе разговарат моите драги колеги кои се овде тука со мене, тоа е ниските плати, немањето средства и услови за работа, затворањето на локалните медиуми со еден збор, намалената безбедност и како вака нарушениот интегритет на нас, на нашата заедница, од влијанија и притисоци. Кога ќе разговараме со луѓето кои не следат, нашата публика, нашата заедница медиумска, многу ми напрашуваат, зарем вие не се финансирате, државата не ви дава пари. Прво и основно, повеќето од луѓето сметаат дека ние сме финансирани од некаде, и кога ќе им кажеме дека ние всушност одвај преживуваме и сме оставени во ситуација сами да наоѓаме средства за наша екзистенција, кога ќе им кажеме податок што излезе од истражувањето што го спроведе РЕСИ заедно со ССНМ, прво истражување од поголем тип, кај што дојдовме до заклучок дека на локално ниво имаме по медиум одвај 1 до 1,6 новинари, значи немаме ни двајца луѓе кои што работат во медиум, тогаш за какво информирање да зборуваме? А очекувањата се огромни. Многу пати кога разговараме со луѓето, велат зошто не инсистирате, зошто не барате, зошто нема некој што би издвоил фонд за вас. Ние овде тоа го ставаме како едно од решенијата што го предлагаме и моите колеги овде малку повеќе ќе зборуваат за тоа. Но факт е дека најмалку зборуваме за себе. И нешто што треба да го промениме, нешто што, ова го правиме сега со манифестот. Ние секогаш би зборувале за работните прикажување на работничките права на текстилната индустрија, не знам, во градежништвото. Никогаш не зборуваме за нашите. Сега е денот да зборуваме за тоа. Само пред 7 до 8 години на настаните вообичаено се туркавме еден со друг за да го обезбедиме место за камера или за диктафон. 15 луѓе, 17 луѓе наспроти гледката денес, кога на настани едве се собираме тројца новинари и уште двајца сниматели. Се тоа покажува
во каква состојба се наоѓаат локалните медиуми или еве велешките локални медиуми. Жалам што морам да споделам дека за 3 години во Велес гаснаа 2 телевизии. Пред згаснување се радиостаниците и се борат за екзистенција 3 локални, или не можеме да ги кажеме локални, но сепак веб портали. Тоа е сликата која што ја оставаме пред граѓаните, од кој што досега многу пати сме побарале поддршка, барем ние, новинарите, во делот на презентирањето на нашиот труд или она што го работиме секојдневно и бараме читаност. Значи, состојбата со обезбедувањето на екзистенцијата во локалните медиуми е страшно лоша. Не можеме да работиме без помош од донатори, а како ги обезбедуваме донаторите? Ги обезбедуваме преку пишување на проекти. Во медиуми во кои што има 1,6, рекоа моите колеги, еве, јас слободно ќе кажам, во медиум во кој што има 3-4 вработени лица, да се биде главен и одговорен уредник, да се посети настан, да се напише информација и да се пронајде слободно време за да се напише проект, изгора се, да се обезбеди реклама е ужасно тешко. Значи, 24 часовната работа нас не исцрпува и не прави на крајот на криштата и неинвентивни. Морам да кажам дека ваквата состојба повеќе не може да се толерира. Потребна е помош на медиумите. Сакам да кажам дека за мене е особено значајно основањето на фондот за производство на медиумски содржини, кој треба пред се да биде насочен кон локалните новинари и медиумски работници. Зошто? Затоа што сметаме дека тоа е формата која што ќе ни овозможи да произведуваме или продуцираме квалитетни медиумски содржини, а на некој начин и обезбедиме финансиски средства за да бидеме препознаени и од самите граѓани, а исто така и од рекламерите, кои што се многу значајни, но не препознаваат во локалната заедница. Поддршката на локалните медиуми преку субвенционирање на придонесите за пензијско и здравствено осигурување за новинарите и медиумските работници е исто така едно суштествено барање, кое што сметавме дека треба да го има во манифестот, и исто така воведување на активни мерки за вработување на млади новинари и медиумски работници во локалните медиуми, затоа што мораме да обезбедиме само одржливост од една страна, но и кадровски потенцијал. Во Велес во последните 5 години немаме ниту еден дипломиран новинар, што е пораз. Многу е значајно да се започне од некаде во борбата да се опстои во локалното новинарство. Овој документ е многу важен. Зошто е важен? Заради тоа што ги истакнува проблемите, ги лоцира проблемите, но исто така има и одредени барања кои што ги имаме ние како локални новинари и медиумски работници, што како барања пак се суштествени, бидејќи локалното новинарство, дописништво изумира. Многу се проблемите зошто изумира, но јас ќе кажам пократко, многу е важно да се знае дека медиумот има име, новинарот има име и презиме, медиумскиот работник има име и презиме. Ние се соочуваме со лажни информации, се соочуваме со проблеми кои што се однесуваат на нелојална конкуренција, бидејќи тоа се луѓе кои што работат нешто и сами велат дека е новинарство. Такво новинарство не постои ниту кај нас, ниту во светот. Заради тоа што ние имаме нелојална конкуренција, проблеми со авторските права, бидејќи нашите текстови, нашите фотографии, нашите видеа, нашите аудија се крадат од нелојалната конкуренција, ние како медиуми сме практично само едно топовско месо кој како сака може да го моделира. Но дојде време да кажеме дека не смееме така да одиме повеќе. Во однос на документот кој што е манифест. Зошто е манифест? Заради тоа што прецизно се означени проблемите и барањата.
Меѓу нив има едно барање кое што е од суштинска важност за демократијата во Македонија. Ако нема локални новинари, ако нема локални медиуми, луѓето кои што немаат ниту новинари, ниту локални медиуми во средините, како што сега морам да ги споменам бидејќи се од мојот делокруг на работа. Тоа е градот Ресен, градот Крушево и други градови, Демирхисар, Македонски Брод, зборувам од овој регион. Тие луѓе остануваат без суштествени информации кои што се однесуваат за нивното живење и обстанок. Потребно е создавање на една мрежа од регионални медиуми кои што би биле по принципот на некогашната мрежа од локални радиостаници, која што чинам тогаш беше по бројност од околу 30 локални радиостаници, кои што работеа исклучиво за граѓаните од локално или регионално значење. Доколку ова најбрзо не се случи, доколку ова најбрзо не се востанови, Македонија ќе остане без локални новинари и без локални медиуми. Значи, проблемите за кои зборува колегите не се од вчера. Овие состојби траат со години и ние сме разговарале за овие теми при сите средби на еснавските здруженија на ЗНМ и синдикатите, но чинам дека вака јавно документ прв пат создаваме, што може би е задоцнето, но како се вели подобро некогаш отколку никогаш. Спомнаја колегите што се одржи овај манифест. Има 9 точки, јас ќе ги прочитам. Првата е фондот, основање на фонд за производство на медиумски содржини, промена на правната регулатива со цел задолжување на националните радиодифузери да вработат дописници од сите плански региони во државата. Поголема транспарентност на националните и локалните власти и прекин на практиката на создавање паралелни псевдомедиуми во рамките на кабинетите. Препознавање на јавниот интерес од страна на правосудните органи во поглед на правото на слободен информирање во случаи во кои новинарите се тужена страна, поголема ажурност на полицијата и правосудните органи во случај на напади и закани врз новинари и медиумски работници, формирање на јавни сервиси, локални или регионални медиуми во планските региони, поддршка на локалните медиуми преку субвенционирање на придонесите за пензиско и здравствено осигурување за новинарите и медиумските работници, воведување на активни мерки за вработување на млади новинари и медиумски работници во локалните медиуми, обезбедување простории за новинарски пресцентри за потребите на локалните новинари и дописници. Кажаа колегите дека состојбата е повеќе од загрижувачка во локалните средини. Јас искрено се надевам, не очекуваме никој дека сите овие проблеми ќе ги решиме веднаш, сега и одма. Искрено се надевам дека ќе допрат до сите оние до кои што се адресирани, затоа што на вистина се соочуваме сме во исклучително тешка состојба, и тоа на штета не само на новинарите и на новинарството, туку на целата јавност и на општеството. На овој начин, со создавање на вакви медиумски пустини во регионите, ние отстапуваме простор на пара медиуми, на пара новинари и на дезинформација. Министерствата надлежни, владата, значи треба да не очекува дека за кратко ќе дојдеме кај нив. И овој манифест всушност е основа за во иднина, да ги креираме сите наши барања, да градиме политики, да бараме промена на закони, а на крајот од денот и да излеземе на протест, ако некој од овие барања не ни се спроведува во наредниот период. Медениот месец на владата заврши, се востановија министерствата, така што нема бегање повеќе од соочување со нашата професија. Задолжени за се, надлежни за ништо. Нема да чекаме нов изборен циклус да не платат со политичка платена програма, затоа што нас не треба достоинство, а не милостина преку изборниот законник со тие пари од реклами. Така што работите треба да се средуваат. Ако имавме времења кога IT инженерите може да бидат ослободени од придонеси, мислам дека е достоинствено барањето и ние тоа да го предложиме и да го добиеме во најкусен можен рок. Затоа и малку споменавме на претходната средба со заменик министерот за труд. Така што
И јас одговорно тврдам во име на ССНМ дека ви благодарам за изработката на овој манифест. Сега ни е превземана одговорноста и да се шетаме со него до крајно остварување на сите барања кај оние кои се задолжени и кои ги бираме за да ја завршат работата.